Ново издание на Политиканти, петок, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски, обично во петок ние имаме и гости, Боријан, но да кажеме дека овој пат за жал гостинот ни откажа речи си пред емисија. А ние можеме и без гости. Ние можеме и без гости, ќе ги поканиме повторно луѓето што ги викаме. Многу има интерес за викање на луѓе на подкастов. Но еве во ова петочно издание јас и ти ќе се осврнеме малку на актуелната ситуација во Република Северна Македонија. Кој знае што кажа се? Да не почне да апсати за во Македонија. Тоа е колоквијално што би се рекло изразување, што да, индивидуално право, секој има на вистина е тоа индивидуално право да нарекуваш државата, можеш ти како сакаш да ја нарекуваш. Еве, јас стварно не сум напишал никогаш, не се сеќавам у текст да сум пишал Северна Македонија, сем која цитирам, но едно е јас, Боријан Јовановски, ти, Сашо Ордановски, Петко Станко, како викаат, друго е кога јас, Боријан Јовановски, би застапувал некоја институција која патеме обврзана со меѓународен договор да постапува така како што треба се постапува. И тука се комплицираат работите, Сашо. За мене не е неочекувано. Морам да ти кажам дека јас сум само изненаден од брзината на ескалацијата. Значи, колку дена помина од изборите, еве, ние сме се уште далеко од формирање на влада, а ескалирано е до толку што веќе не можам да разбирам кој е ова однесување, особено вчерашната изјава на Христијан Мицкоски. Значи, ние ја префрламе топката на внатрешната политичка сцена во Грција. Не можам да разбирам тоа кому му е од корист и на тоа коментарите ќе се видиме во Хаг ако не ми одговара. Не знам дали следиш во Грција. Во Грција ова е сега стварно стана тема број 1. Па нема како поинаку да биде сега. Да. Тоа толку ескалира што на вистина не ќе можат ни тие веќе да се повлечат од одредени. Да, проблеми бидејќи оваа тема дава страшен ветар во едра на екстремната десница која знаеме како е, дека има позиции, има база своја во Грција. Изборите се во Грција се меѓу 3 и 6 јуни, што ќе рече еве за 10 дена. Утре. И за да евентуално го превенира тој наплив цунами на екстремната десница на основа на ова име, се разбира дека Мицотакис мора да биде уште поекстремен во неговите настапи и стварно громот ведро небо, но види, јас Сашо пак ќе кажам, ја не сум изненаден, бидејќи и Мицковски и Давкова Силјановска го кажа, ова го најавија. Во предизборието. Мислам, не знам зошто луѓе мислат дека тоа као кампања па се шегуваме. Не, тоа се пресериозни теми за да некој Добро, Борен, во рече тоа, мислам, убаво е да резимираме што, но секогаш е поинтересно зошто. Да. Тоа мене малку ме буни, бидејќи во рече тоа, ние знаеме, гласачите знае за кого гласаат, голем ветер во грбот и така натаму. Меѓутоа, кога си во политика, кога ескалираш на ваков драстичен начин за кратко време, треба да има некакво објаснување зошто тоа го правиш. Тие објаснувања може да бидат разнолики. Може да не знаеш, може да имаш идеологија која не ти овозможува ништо друго да правиш, може да си невешт. Може да имаш план. Кој е планот? Да. Види, Мицковски не криел, дури сеќавам на изјава од пред некоја 5 година и нешто. Он е изворно фасциниран од ликот и делото на Виктор Орбан. И таа нова и либерална идеологија која подразбира, ако може да, бидејќи правев меѓу другото еден документарен филм посветен на тоа во Будимпешта, која подразбира дека интересот на нацијата е пред интересот на индивидуата. Класика. Сега, она што е клучното прашање во тие идеологии кои скршнуваат во авторитаризам е кој е тој што го одредува националниот интерес? Кој е тој што кажува ова е националниот интерес кој има супремација врз индивидуалните права и интереси? Тука е таа точка
на прекршување од демократија кон авторитарни Во нашиот случај релативно едноставен одговорот. Тоа е тој што ќе остави 500.000 гласови на избори. Добро, ама потоа кој? Еден човек, еден и уште два тројца околу него. Се тие кои го одредуваат националниот интерес. Тоа е дефиницијата на илиберализмот. Имено. Таму е неговата, како ти кажам, неговиот дефект. Но, како и да е, Мицковски е изворно фасциниран од Орбан. Добро, ама види, и Орбан не почна да стане илиберален во првата недела од своето владење. Орбан е, значи, тој концепт го развива он со години, да е сега веќе стигнат во Орбан е еден либерал, ако сеќаш неговата прва влада, он е оксфордски џак, Орбан е изворедно еден интелектуалец, како ти кажам, протежена Сорос, протежена Сорос исто така. Значи, Орбан е еден доста интелектуално габаритна една фигура. И во таа смисла верувам дека Мицковски, кој имал со него средби, контакти, разговори, дека се фасцинирал од неговите излагања, затоа што Орбан успева да фасцинира многу други луѓе. Сега, види вака се. Орбан, таа негова идеологија, меѓу другото, го препознава Балканот како место на кое старата Австро-Унгарска империја има своји длабоки корени, односно е доста влијателна. Орбан сака да во неговите соништа, нели, идеи, визии, да тоа влијание не на Виена, но на Будимпешта го воспостави на Балканот. Не му добро моди со Вучич, сега моди добро со Македонија. Тоа е едната точка која, да речеме, идеолошка. Втората точка за Орбан, која е многу важна, е да се факторизира на Балканот како фрагилна една точка во Европа, и мислам дека од моментот кога Мицковски ќе направи влада, веќе и Брисел и Вашингтон ќе треба да почнат да се обраќаат во Будимпешта за да се решаваат кризите во Македонија. Односно, да речеме, Орбан, знаеш како се однесува во рамките на Европскиот совет. Кога има проблем со, например, 7 милиарди евра кои треба да му ги даат, он тоаш прави фрка на едно место, вика овде ќе ви ставам вето, и ако не ми ги дадете парите, ветото останува, и он постојано тргува. И сега за сега таа игра добро му оди. И мислам дека неговото влијание врз Белград и сега и Скопје, меѓу другото, во таа, значи, не идеолошка, него една доста рационална, прагматична игра, ќе си го користи и за неговите потреби, односно за тоа дали и добро, како. Ама се тоа разбирам, ама каде е тука интересот на Македонија? Како мисли Мицковски дека во таа игра на Орбан, која е компликувана, и одлично ја објаснуваш, би имало тука нешто и да се дода, да се одземе, не е тоа ништо спорно. Каде е тука интересот на Македонија да нас сега Будимпешта ни стане новиот Брисел? Па да, отприлика така ќе одат тие работи. Што, дека Орбан сега ќе почне да уценува Европската унија со нови закани за вето доколку Македонија не биде примена во Европската унија? Орбан почнува претседателството со Европската унија, го презема во јули. Добро. И он мислам дека во јули ќе го наведува Мицковски каде, како, што да се прави за време на претседателството. Како ќе изгледа таа игра, не ми е јасно. Во меѓувреме тоа се поклопува и со изборите во Америка во ноември, кога Орбан се уште ќе биде претседавач на Европскиот Совет. Но тоа се поклопува и со доаѓањето на новиот европски амбасадор во Скопје во јуни, кој е грк. И сега, ја не знам како ние ќе прерипнуваме граници за да сега Унгарија ни стане, до душе со брзите пруги кинески, можда и ни Србија ќе поминуваме полесно до Будимпешта. Ама сакам да кажам како е можно вакво ескалирање на односите и со Бугарија и со Грција во недела во која што човеков не е уште ни блиску до формирање влада. Доста ирационално е, но пак ќе ти кажам, таа фасцинација од таа идеологија, меѓу другото, уште не знам колку следиш дека Орбан се обидува, он ја напушти ИПП
и се обидува да формира нова групација. Да, ама во оваа студио Александар Николовски тврдеше дека тоа нема врска со ВМРО и дека ВМРО што станува во ИПП, тоа мислам дека и Мицкоски може да го има кажано. Да, но има најава во ИПП дека после европските избори ќе има зачистување по куќата. Односно, се што има авторитарни тенденции, бидејќи ИПП беа изложени сериозно на критика поради нивните флертови со екстремна десница, поради нивната нејасна позиција, меѓу другото и Орбан беше таму па излезе. Орбан сега се обидува да направи нова силна ново силно идеолошко семејство во Европа. И не исклучено ВМРО ДПМН да премине во тоа семејство. Во зависност од тоа колкаво ќе биде, какво влијание ќе има, но сето тоа ќе се види после изборите. Добро, ова ние што го разговараме, Боријан, не ти се чини дека е лесно читливо и да речеме и за представниците на ВЛЕН, кои што сега туку што преговараат за забрзано одење кон Европската унија, ги читам вчерашните изјави дека сега договориле со ВМРО забрзано да влегуваме во Европска унија. Нема тоа на Мицкоски да му се одрази на добешен план, кој додуше изјави дека веќе има 61 пратеник. Јас дури се чудам што е толку малку, он би можел да има барем уше 5-10 пратеници, не е проблем. Утрово разговарав со представник на ВЛЕН, спремајки се со висок представник на ВЛЕН, не можам да го именувам, оф рекорд замолив да... Добро. Да, загрижени се, они не би можеле да обстанат во влада која ова ќе го ескалира во еден подолг временски период. Ама тоа веќе е ескалирано и не знам како ќе се случи деескалација. Они се убедени дека тоа сепак нема да биде така. Една предвладина еуфорија, претпоставам. Да, што јас не се согласувам. Јас мислам, и затоа во таа смисла, дури како кажам, може да ја поздравам доследноста со која ВМРО ДПМН си го тера филмот. Бидејќи, знаеш како, искреноста во политиката, мислам, стварно е многу важно. Они го кажаа тоа и ги добија гласовите што ги добија, и е тоа полн легитимитет. А морам да ти кажам дека јас пак неофицијално разговарам со луѓе кои што се во врвовите на ВМРО. И? Они се фрапирани, меѓутоа ми велат дека они се на истиот овој начин, ајде да не кажам скандализирани, но се фрапирани, бидејќи не им е јасно кому му користи оваа ескалација, но велат дека нема начин ниту можност некој нешто да му каже на оваа тема на Мицкоски. Ама не, тоа е единствената со која разговара Мицкоски е Силјановска Давкова. Да. И мислам дека тука се создава едно идеолошко лоби во ВМРО, во кое што мислам дека и многу ВМРО-овци се, ја сега не говорам за членството и така натаму, има луѓе кои што се одушевени, веројатно повеќето се воодушевени, меѓутоа овие што разбираат политика се шокирани. Бидејќи тие со месеци ме убедуваат, тоа се истите луѓе со кои разговараме цело време, јас дека се ќе биде во ред. Дека тие не мислат дека процесот ќе биде лесен, дека тука ќе има разноразни новитети кои што можеби може да се одработат, те ова што слушавме, те нов предлог, те нешто Бугарија, те ова тона, но никој од нив не сонувал дека сега треба со грците на ваков начин да влеземе во конфликт кој што ќе не врати. Мицкоски вчера, верувал или не, ја отера работата до Хаг. Он вели, ако ова не им се допаѓа на грците, ќе се видиме да ги соочиме аргументите во Хашкиот суд меѓународен. Бе се соочив веднаш, видовме како испитаме, да. Прво тоа колку трае, на чија корист штета е, тоа се знае, нема никаков околу тоа. Што значи, Боријан, дека сепак се работи за план. Некои од овие луѓе ми велат дека Мицкоски е и избувлив, дека многу работи не разбира, бидејќи сепак нема искуство за висока политика, особено од позиција на функција, не од позиција на опозицијски лидер, кај што денот секако изгледа полесен, денеска ќе излезеш 3 пати, ќе исприкаш све што прави власта, ти завршил денот. Сега веќе уште и пред да формираш влада си мета на меѓународни цитирања, значи нема околу тоа дилеми. Тие ми велат дека можно е планот на Мицкоски да е една радикална внатрешно политичка агенда, бидејќи гледаме најави укинување на Советот за суди, Советот за јавни обвинители, со ова мнозинство тоа можат и да го направат. И тоа го најави во кампањата, пак ќе кажам, но што ќе биде исходот од тоа? Ова нешто што не рече. Да. Тоа е друго
дали медиумите го изложија на некои прашања поосетливи, за да малку по ја разјасни сликата. Тоа е друго, но он главните насоки ги најави се. Па тука што е разликата помеѓу него и неговиот претходник? Бидејќи он се чини дека ќе продолжи од кај што претходно застана. Бидејќи ако сега треба да се претвори повторно судството во некакви сваровски накити, ако треба обвинителството повторно се наполни со обвинители кои што ќе слушаат наредби како што да прават и така натаму, неги се тоа ќе биде под превезот на независноста и така натаму. Тоа сме го гледали со децени. Мене ме уверуваат дека бидејќи он свесен дека ништо тоа нема брзо да оди, особено не и економијава, овие, како да кажем, најави милиарда на милиарда повторно дали тоа ќе биде Унгарија, нема да биде Унгарија. Читав една одлична анализа на Ексим банката Унгарија која што е затечена, мислам, бидејќи тоа и за Унгарија се големи пари. Не е баш така. Ние имаме милиарда од Европска унија со планот за да, ама таму треба да испорачуваш, ваму не испорачуваш ништо. Знаеш, ние забораваме дека првата работа што направија Груевски и министрот за финансии тогашен Ставревски беше да го исплатат веднаш долгот кон ММФ и кон Светска банка, за да ги укинат нивните мешања во тоа што ќе прават економски. Да, но нема контрола. Мислам, тоа помалку или повеќе и други влади го правело. И влади на СДСМ знаат да се задолжат но ова ако мисли да се задолжува за да барем тој притисок во првата година-две му падне од плеќи, за да може да покачува пензии, плати. Добро. Тоа се популистички мерки кои што сите ги тераат, но може би му треба оваа голема димна завеса, оти ти говориш за милиардата на Европска унија, па тој туку што не става во позиција на, би рекол, вака на краткорочно, ајде да речеме еуфорија, не знам што, па ние среднорочно ќе заглавиме повторно низ помошните ходници на прва работа што ќе блокираат таа милиарда за Македонија. Па меѓу другото. Мислам и грците тоа го кажуваат, не дека кријат нешто. Не, грците ќе бидат, види, грците особено неа демократија десница кои не можат да го поднесат Преспанскиот договор, а го прифатија. Ја голтнаа таа кнедла, бидејќи сепак имаат свест за меѓународна ситуација, они ќе се радикализираат, ма забориш. Мислам, ај ти многу добро сме ги следеле во изминатите 30 години, токму во таа неа демократија, кругови околу. Па чекај, кај бил Мицкоски во тоа време? Ја гледале. Белки тој нешто следел. Овдека не имавме неколку истакнати ВМРО-вци од тие време кои велеа аман само да не се скареме повторно со грците. Зборувам за неа демократија, за луѓе, за кругови на неа демократија, да не именувам и луѓе бизнисмени и така натаму кои ровареле тука, кои апсолутно има идеи прво да ја делат Македонија со Милошевиќ, па потоа потоа сметаа дека треба да се криза да се потера. Па Самарас е едно најсилните крила во конзервативната партија на Мицотакис. Конфликт меѓу албанците и македонците кои ќе раздели Македонија со дел во Бугарија, дел во Македонија, за да се реши прашањето на Македонија. Мислиш дека до таму ќе се претера ситуацијата? Не, јас види, не знам дали го виде вчерашното интервју на Бујар Османи. Бујар Османи даде големо долго интервју за Канал 5 во една прилично, да кажам, кавга атмосфера со Гоце Михајловски, со се уште главниот уредник на Канал 5, со кое Бујар Османи практично најави враќање на најнационалистичките позиции кои што ги има Дуи. Се гледа неговите образлагања се дека всушност овие од Влен не представуваат никакви албанци, дека само тие се оригиналните представници на албанците. Дури не бесмислено е да на тоа противречиш, бидејќи тоа име политиката. И почнуваат сега да вргуваат во една фаза кога практично се гледа, навестуваат големо затегање на односите доколку не влезат во влада. Бидејќи тоа не е возможно, бидејќи Мицкоски мислам дека бар на таа линија се додуше се е можно во политиката, ама мислам дека бар на таа линија беше јасен. Маневрите на Дуи може се насочени кон тоа да успорат некои процеси со кои ова им се заканува, но начинот на кој што Мицковски ја тера оваа политика околу, бидејќи види на Вен едно од првите 3 точки утврдија Европска унија. Ако Мицковски ја закочи перспективата за Европска унија, ја не знам ова како поинаку да се толкува, бидејќи не гледам на кој начин би овозможил некакво леснување на процесот, тогаш го става Влен во непријатна ситуација со ова што ти го толкува и овој висок соговорник со кој што се разборал, ќе го доведат во ситуација да не можат да издржат веќе продолжување на преговорите заради ваков вид на испад. Фере да се каже дека Дуи претерува.
Мислам, тој претерува многу. Тоа оценување од тој тип, дека стварно види па и навлен математиката, во на дуи гласовите имаш роми, имаш турци, имаш, значи не тоа. Јас воопшто не сакам во таа реторика да навлегувам, бидејќи тоа што го прави Бујар Османи е да те навлече токму на таа погрешна. Бидејќи таа е една националистичка. Штета е навистина да го истрошиш влен кој очигледно покажуваат една конструктивност. Така е. Трпение, конструктивност и една намера за реформа. Види, стварно, од друга страна, 10 години немаме ваква стабилна влада. Значи, минимум 70 пратеници ги има. Да. Значи, минимум 70 пратеници има. Минимум зборуваме 70 пратеници. Повеќе ги има. Да. Ти влада со таква стабилност во собранието, ти стварно можеш да ја насочиш на овие клучни теми: борба против корупција, економски развој, здравство, образование и во 2 години да покажеш квалитативна разлика, да добиеш на теренот, да добиеш нов квалитет. Тој муабет го правевме и пред 1-2 емисии, не сакав да ти противречам, бидејќи стабилните влади не се гаранција само за просперитет. Стабилните влади може да бидат гаранција и за заглавување во една орбановска линија на илиберална демократија, каде што токму стабилни влади прават. Тоа, ако некој знае да чита лекции, 2008 година Груевски токму таму се лизна на таа кора. Нас историјата, за која имам голема резерва дека не учи воопшто нешто, а се гледа дека барем на кратки стази ништо не учи, меѓутоа ние поуките од овој вид на стабилни. Бидејќи види, Борјан, јас цело време протежирам една теза дека македонскиот политички модел, кој што е унитарен, мултиетнички, всушност не бара стабилни влади, туку бара влади на овој начин стабилни влади со убедливи двотретински мнозинства. Туку бара влади кои што ќе бидат подложни и потоа подготвени да прават компромиси за политичките одлуки и за политичките процеси. Бидејќи поинаку доаѓа до дестабилизација на целиот модел, доаѓа до мајоризации кои што не мора да бидат само етнички, во нашиот случај може да бидат и на овој силен начин политички и така натаму. И јас искрено ти кажам, во вакви општества, а македонскиот политички модел токму затоа, дури изборниот модел токму затоа и се обидува да спречи создавање на вакви масивни мнозинства кои што сега ги добивме. И склон сум да мислам дека ние брзо ќе ги видиме последиците од волку стабилна влада. Затоа што ти де факто во наредните 4-5 години, бидејќи доаѓаат и локални избори следната година, со ваков распоред на силите, со оваа политика која што ќе ја води Мицкоски, тоа само ќе ги зајакне. Ти како што знаеш, никогаш на локални избори не се зборело за локални проблеми. Одека на локални избори се уште превладува дали госпоѓа Данела Арсовска има, например, бугарски пасош или нема бугарски пасош. Она лаже па едно. И на крај видовме што таа катастрофа што значи во практика. И сакам да ти кажам дека кога ќе го видиш процесот, можеби единствено што гледам како план, за да не биде исправен пред знаеш, сигурен сум дека дел од раководството на ВМРО, Мицкоски секако, има ноќни мори и кошмари од улогата на меѓународната заедница во терањето на нивната политика. И веројатно сака со оваа екстремизација на целата ситуација, со терањето на веднаш да расчистиме дека нема ништо од таа политика ни со Грција, ни со Бугарија, да добие време на домашен простор. И потоа да ја претвори, да ја трансформира земјата стапка по стапка со една забрзано темпо во овој правец што веројатно ти го говориш, во една илиберална демократија, каде што потоа дури ќе биде неважно дали ќе бидеме членка на Европска унија или не. Ќе биде важно да останат барем 10 година власт и право да ти кажам, така изгледаат прогнозите. Види, зашто да ти кажам, и тоа е окей. Ако не, тоа не е окей, ама да ќе се случи. Окей, ако во тие констелации имаш опција да решаваш некои горливи социоекономски проблеми и институционални. Ако тоа можеш да го направиш, на кратко што како ти кажам, Швајцарија рецимо. Ние гајне што не е во НАТО и во Европска унија. Ама не, сакам да ти кажам. Ние можеме да се споредуваме со Швајцарија. Имено. Јас на пример не би си играл со таков. Ајде да провериме и да го провериме и тој модел. Да речеме, ако да решаваш социоекономски проблеми, за да решаваш ти треба пари. Тоа го зборувам. Еве, сега ќе позајмиме милијарда. Милијарда не решава многу.
парите се трошат. Ако влезеш ти во криза, види, јас од секогаш говорам, види, Македонија нема да ја има или да ја нема, зависно од тоа колку ќе бил растот економски. Ние можеме и со милиарда да издржиме, се разбира, убаво би било, можеме и без милиарда да издржиме. Овдека кризите секојаш доаѓаат и тие се секојаш најволатилни, кога ќе дојдат меѓуетничките односи опрашања. Сега ги враќаме заради откажана перспектива со Европа. На голема врата. Сега ќе ги вратиме на голема врата. Во таа врата ќе чукне една сериозна партија каква што е ДУИ, нервозна, уплашена, дел со право, а сепак моќна за да влие врз процесите. Ќе влезе еден, со право уплашени сакам да кажам. Ќе влезе еден влен кој што ќе биде еден противречен коалициски партнер, бидејќи овие кочат главната агенда заради кој за нив меѓу другото и се гласало. Едното е да го сменат ДУИ, второто е да се забаре процесот кон Европска унија. И ќе добиеш, бидејќи СДСМ го нема нигдека на сцената, а се друго што го има на сцената се уште порадикални од ВМРО. ВМРО ризикуваат практично да го уништи с партнерот собствен влен, бидејќи влен ако не заборави, тоа е една коалиција и таа е шарена и таа ако ескалира оваа приказка Грци, бугари на врат и така натаму, затварање постепено на европската перспектива, точно за година и нешто кога се локални избори, влен може да изгори. Да го нема. Како ти кажам, да биде бидејќи замисли ги ДУИ кој ако од сега до локалните избори ова европска перспектива влезе тотално во кал и почне да шлајфува. Па ДУИ се враќа на, како да кажам, едноставно ќе го види, мислам дека тука ќе има и различно глумење, бидејќи токму и заради Орбан и влегувањето во Европска унија како председавачи, мислам дека Мицкоски на крајот ќе заврши во Вашингтон на средба со Бајден. Ако се обиде да нешто гарантира и така натаму, и тоа пред избори. Ако што имаше Груевски со Бајден, се сеќаваме како изгледаше. Не, ќе биде како што Вучич имаше со Трамп. Таа средба може да биде потоа и на Мицкоски со Трамп. Ќе биде седнат додуше на малото столче како послушно учедиче, ама ќе купи. Види, таа политика е цело време на купување време. И мислам дека, а при тоа со многу вешта манипулација на јавноста. Ти имаш печето дека во Македонија има доволно клима, не само во медиумите, туку и во јавноста, да се спротистави на такви манипулации. Па види, овдека се произведува перцепции кои што се неточни од партија која што е во опозиција. Па сега кога ВМРО ќе дојде на власт, па тоа има да биде машина, индустрија за производство на перцепции како што нив им одговара. Тоа сме го виделе. Сема кова не е некаков тест да истестира меѓународна заедница и Европската унија. За Европската унија ја би ги ставил на тест. Например, ако би играл Комицковски, да ги изложиш малку на еден ваков притисок за да се отворат малку појасно околу тоа што е европската перспектива. Вчера го слушам Оливер Вархеј, 2027 веќе ја споменува. Да, го прочитав тоа. И да ти каже сладко се издаска. Не, затоа можеби Брисел некојаш и заслужува лидери на Балканот ко Мицковски и Вучич кои ќе им речат дај ме, разбираш? Ама ова не е Брисел. Ова е Атина која што ја провоцира. Тука е проблемот. Тука е проблемот. А инаку во Бугарија стварно се отвара можност, гледам дека ГЕРБ си води убедливо, Борисов позицијата ќе му биде јака и мислам дека Борисов доколку ВМРО остане во овие констелации на Европската народна партија, мислам дека во рамки на тоа ќе се најде варијанта да Борисов даде некоја изјава која на Мицковски ќе му даде шлагворд за добар за уставните промени. Но ако со Грција се комплицира, мислиш дека со оваа политика Мицковски би влегол во уставни промени? Не, вака не, тоа не. Тоа е веќе исклучено по мене. Боријан, вака една фина, како да кажем, прилично депресивна петочка слика произведуваме за овие што да гледаат викенд издание. Да. Може би следната недела ќе биде подобро од кај, знаеш, може би некој ќе уфрли во рикверц, може би некој ќе се обиде да објасни со кабинетски писмени соопштенија и така натаму дополнителни јавни изјави, па да видиме што ќе биде. Инаку вака како што е тргнато, јас морам да ти кажам, су фрапиран како и добар дел, предпоставам, од луѓе кои разбираат. Ја знам дека има навијачи кои што колеги пријатели. Ова вака да. Ја исто и викам, што си ради? Инаку претходно баш со колеги пријатели кои разговаравме,
Викам, ова не, така ќе си биде, така вика човекот. Не, тоа е сега па да видиш Претерувате. па кога ќе дојде он на власт, тоа нема да има. Не, просто не. Како тоа е. Не знам се што тоа не знам што ти кажам. Во вие вакви не, усади тоа нема полошо чувство од неизвестност. Да. И ни на небо, ни на земја. Да, ни на небо, ни на земја. Јас цело време ти велам во еден обид ова рационално да го видам, јас секој се прашувам зошто. Бидејќи вака да се шутне, бидејќи види Мицкоски реално можеше топката за Европска унија во високата трева да ја шутне и таму во високата трева после да ја бараат кај што ја најдовме не ова, не тај така. Он вака е да ескалира во 5 дена, да ја натера не во висока трева, туку ја шутна во 16-тникот на Грција сега, да го цитираме Нели Тодоров, кој што не беше гостин тука и кој добро ги памти времињата кога ние имавме проблеми со Грција. Со бугарите може и уште и да се расправаме, но не дај Боже да ги изиритираме Грците, кои што се поинаков член на Европската унија, отколку можеби Бугарија и така натаму. Добро, Боријан, да оставиме the benefit of doubt, што викаат, да видиме дали ќе следуваат некакви дополнителни провокации, можеби дополнителни дообјаснувања, испуштање на топката и можеби цело време не ја спомнуваме меѓународната заедница да видиме. Ја разговарам со некои амбасадори, загрижени се, ама и они ме убедуваат дека не тоа е привремено. Добро, викам окей, ќе видиме тоа, ќе си сун. Книгата е прочитана овакво, мислам како ќе биде, што ќе биде, но добро, окей. Не, сука, да ти кажа, за убави работи, може ли да Ајде, како не? Бев на изложба на Миро Масин. Како помина? Многу убава изложба. Миро Масин станува врвен, мислам, уметник. Изложбата беше во? Даут Паширам. И се уште е отворена. И се уште е отворена таму. Фрапиран сум, јас Миро го познавам лично одамна и фрапиран сум како со текот на годините, колку повеќе старе, он станува попродуктивен. Тоа е неверојатно колку нови дела има Миро Масин. Ја не би навлегувал сега во рецензија на естетиката на Миро Масин, не се осеќам толку релевантен на таа тема, но стварно нешто што вреди да се види. Што ја одбележа минатата недела. Да, отприлика и мислам дека уште еден настан има, тоа е настапот на бугарската филхармонија. Да, изведуваат Валкира. Кога е тоа за Викендов? Мислам дека е утре во сабота. И тоа се, например, и тоа, знаеш, тоа ме подсетува секогаш на клучниот наш проблем во односите со Бугарија. И стално го кажувам тоа. Наместо со луѓе вакви кои, меѓу другото, еден од диригентите или директорот не сеќам на Софиската филхармонија кажува колку е среќен што доаѓа во Скопје, што ќе настапат во Скопје. Патем биде рече има едно од најквалитетните на Балканот. Така е. Мислам, ние како општество, уместо да оствариме контакти со тој тип на структури општествени кои убеден сум сосема поинаку ги перцепираат работите, ние во таа каша со Бугарија се доведовме на основа на бивши ченгета, што ги викаат бугарите, као што се Каракачанов и да не ги редам уште, кои не е луѓе од окружувањето кои што само пишуваат доклади на Радев, окружувањето една стара, тоа што кај нас беше КОС, веројатно тој тип на окружување. И тоа е. Бугарите многу малце знаат за она, например, за Миро Масин. Ние многу малце знаеме за тоа што е за бугарската филхармонија и нивниот Миро Масин. И тоа е тоа, Сашо. Мислам, за жал. Добро, може би не чекаат подобри времиња, еве ќе видиме новата влада што ќе прави во таа смисла. Да, останува се надеваме. И да се видиме следниот вторник во новото издание на Политиканти.мк. Мислам дека ќе имаме интересен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема, особено на оваа која потрошивме најголем дел од
времето, но не кажуваме Господа. Никогаш. Да. Оставете со да си убав викенд. Убав викенд.